civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Да, јас ќе говорам малце за нашата работа и како гледаме ние на оваа појава. Ќе говорам пред се во моје име, значи во рамките на мојата работа како уредник на Вистиномер и уредник на Критинг. Значи ние, како што е познато, ние пред се бавиме со дебанкирање и раскринкување на дезинформации. Значи тоа е нашата, како кажам, основна работа, но тоа не значи дека не се бавиме и со, како кажам, со она што се вели ширење на, односно, објавување на позитивни наративи. Значи, мислам дека дискусијата тука не е дали треба да се префрлиме сега на позитивната страна на работите, да ги шириме, да ги објавуваме нашите позитивни наративи, да не обраќаме внимание на оние што шират дезинформации и така натаму и така натаму. Од тоа како ќе се однесуваме на овој план, односно која тактика, која стратегија ќе ја примениме, зависи многу од темата и од публиката. Значи, например, една од нашите главни дејности во последниве година-две е справување со дезинформации за COVID. Значи, ние во Вистиномер, јас како главен уредник сметаме дека дезинформациите кои толку нагло и во таква голема мера се појавија во однос на COVID-19, беше многу важно да се справиме со нив директно. Значи, јасно, гласно да кажеме и да повторуваме, да бидеме репетитивни, затоа што репетицијата е многу важна за ширењето на дезинформациите, таа е исто многу важна и во факт-чекингот, значи да бидеме репетитивни, нон-стоп да ја повторуваме вистината, особено кога станува збор за COVID, каде што е во прашање јавното здравје, каде што се во прашање, не знам, човечки животи. Значи, ете, таа област, например, тој сегмент изискува такво, значи, директно спротивставување на дезинформациите. Има други области кои се однесуваат на други публики, каде што ширењето на позитивниот наратив е многу важен. Потоа, има, во зависност од публиката, например, во Франција има студии каде што е работено со следбеници на ИСИС, но кои што се многу млади, тинејџери. Тинејџери во рани 20 години. И, например, нив е многу тешко да им го смените мислењето со директно спротивставување во она што го веруваат. И психолозите што работат со нив применуваат многу чудни методи каде што бараат од нив да се вратат во детството, да се вратат во оној период од нивниот живот кога имале семејство, кога се чувствувале безбедно, кога имале родители, кога имале луѓе што ги сакале, да се присетат на сцените, на мирисите од тој период и оттаму да тргнат во градење на развој на цела една нова персона и да ја отстранат, да ја тргнат настрана омразата што ја чувствуваат. Така што, како што реков, многу зависи од публиката и ние, значи, покрај факт-чекингот, покрај проверката на факти како основна дејност, затоа што сметаме дека е многу важно да се разбира проверката на факти, има своји позитивни и своји негативни страни. И ние никогаш не сме очекувале, не ни очекуваме ни сега, дека тоа ќе биде целосно решение на проблемот. Но, например, јас можам да ви кажам следно. Над 96-97% од нашите рецензии, од нашите проверки на факти, што ги правиме секој месец, се оригинални. Значи, што сакам да кажам, тие содржини ние што сме ги провериле, не ги проверил никој друг. Значи, не е тоа, значи, ние да не ги проверевме, ние да не ги дебанкиравме, немаше воопшто да ги има. Значи, никој не можеше, не знам, да ги референцира, да ги превара, да се информира и така натаму и така натаму. И ние ќе продолжиме да работиме на проверката на факти, особено што гледаме дека за тоа има многу интерес и тоа има многу интерес пред се од социјалните мрежи.
Социјалните мрежи се во една таква позиција да сакаат дезинформациите да ги тргнат од своите страници и голема улога за тоа има хибридните закани, има учеството на странски фактори, таа фамозна 2016 година, например, тоа стана толку многу страшно. Имаше една студија веднаш после изборите 2016 година, каде што се покажа дека 20 најчитани вести со дезинформации биле почитани од 20 најчитани вести кои биле вистинити во последниот месец пред изборите. Значи, во последните 30 дена пред изборите, оние 20 најчитани вести со лаги биле почитани од 20 најчитани вести кои биле вистинити. И тогаш се види дека ѓаволот ја однел шегата. Исто се појавија, например, веб-сајтови кои бараа, например, независност на Тексас. Да, во Тексас секогаш имало некакви, ставови, мислења таму уште од нивната граѓанска војна, Тексас да бил независен, ама сега ово одеднаш се појави многу организирано. Се појави високопрофесионален сајт кој беше поврзан со социјалните мрежи. Подлабоко ако погледнете, вие ќе видите дека јазичните грешки тамо одговараат многу на јазични грешки кои би ги направил некој чиј што матичен јазик е словенски јазик. Потоа, ако видите кога се постираат содржините на тој вебсайт, вие ќе видите дека 90% се постираат меѓу 9 часот наутро и 5 часот попладне, значи во работно време, по московско работно време. Така што, мислам, исто имаше многу, се појавија Facebook групи, каде што, се бараше независност на Калифорнија. Калифорнија била 5-та најголема економија на светот. И сега гледате тука дека веќе работите одат таму кај што не треба. Истото тоа гледаме закани кои што се случуваат овде кај нас во Македонија. Но во секој случај, она што сакам да го кажам е какви методи ќе употребиме во борба против хибридните закани. Сега се разбира, говорам во однос на мојот домен, значи говорам во однос на јавниот дискурс, не говорам за оние хибридни закани од областа на шпионажата, саботажи и така натаму, тоа е сосема друга работа, ќе зависи од тоа на кого се обраќа, која е главната публика за таа закана и кој е оној метод кој мислите дека ќе биде најефикасен или онаа комбинација на методи која мислите дека ќе биде најефикасна. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.